Припремете се за вечер со мистерија, гламур и возбуда. Вечерашниот настан на Убавена и здравје доаѓа под спектакуларно издание Под маски, каде што присуствуваат голем дел личности од нашата јавна сцена. И Моника, кажи ми што те инспирираше да носиш оваа маска вечерва? Пред се добро вечер, Марија, и маскава мојот другар Давид ми ја набави, така да јас не бев известена до последен момент дека треба да носам маска, но мислам дека ми се супер уклопува аутфитот. Дали мислиш дека под маска луѓето се чувствуваат послободни? Па да. Претежно кај нас во Македонија мислам дека да. Ако можеш еден ден да бидеш анонимна, што би правела? Па може би било во домовите на оние кои што ми се прават пријатели, да видам навистина што мислат за мене. Би сакала да ни откриеш што се случи со твоето момче? Ништо, повеќе не ми е момче. Значи сега си слободна девојка? Да, сега сум слободна девојка, така да сите знаат веќе што се случи со тоа реалити и на кој начин излегов, така да тоа е веќе минато, мислам дека нема ни потреба да се зборува, сега ќе чекаме новата сезона па ќе коментираме нешто за новите случувања. Што те мотивираше тоа ти да станеш инфлуенсер и еве да се бавиш и со еден начин да кажеме TikTok кариера? Па затоа што мислам дека е ова баш за мене. Не се пронајдов во ниедна друга професија, да кажам, и се пронаоѓам во ова, ми прие ова, го сакам ова, најбитно е во животот да го работиме она што го сакаме, а инспирација како инспирација сум самата на себе, секогаш. Би сакала да те прашам, имаш спомнато во претходни интервјуа што ги имаме гледано, дека имаш, да кажеме, свој бутик, онлайн бутик. Како напредуваш со таа работа? Сега моментално е во стагнација, затоа што кажав баш во претходното интервју дека планирам да отворам своја ателје. Моментално беше само онлайн продавница. Сега моментално нема парчиња за продавање. Чекам да се склопат некои коцки и во најскоро време планирам да го отворам уште еден од мојот сон, а тоа е ателје. Исто така со мојот колега Давид спремаме нешто заедничко, но се уште не смеам да ви откриам за што се работи. Моника е многу добар човек и одлична, само тоа сакам да го кажам. Да, сите баш да се надоврзам кога ќе ме запознаат луѓето во живо го менуваат мислењето, бидејќи пред камерите изгледам сосема друго. Ете, и ти знаеш каква сум јас си приватно и се тоа. И тоа е тоа. Еве што би можела да кажеш на личностите кои што се позади камерите, како изгледаш ти кога не си пред камера? Па јас сум буквално обична, спонтана личност, позитивна пред се. Така да мислам дека луѓето треба да ме запознаат во живо за да го сменат мислењето, бидејќи колку и да го зборувам јас тоа пред камера, не може да се свати до таа мера која што навистина ја знаат луѓето кои што се во моја близина, затоа што јас не се фолирам, али луѓето имаат изградено погрешно мислење. Ја мислам дека тоа мојот начин на облекување, мојот начин на изразување, целата контроверзност и се тоа. Сепак тоа си е твој стил. Да, и по тоа сум ја препознатлива. Ипак мислам дека за оваа работа треба да имаш нешто по што луѓето ќе те познаваат, не можеш да бидеш обичен. Точно, и знаеш да си го износиш тоа. Да. И мислам дека одлично се снаоѓам и многу ми е мило што успеав, посебно тука кај нас во Македонија, затоа што гледам дека се помалку и помалку луѓе се, како да кажам. Значи, што е сака да каже Моника? Моника сака да каже како ти го фатив, страшно ти го фатив. Микрофонот, така ли е? Моника има X-фактор, она е родена за оваа работа и мислам дека она е синоним на девојка која што е кралица на шоу бизнисот во Македонија и така да еве можеме да кажеме дека си Моника буквално го реинкарниравме шоу бизнисот во Македонија. Еве на ексклузива јас ќе баца Моника како кралица на македонскиот шоу бизнис. Тирајте се, јас имам работа. Секако Давид ќе ни се придружи и понатаму. Која емоција не можеш да ја прикриеш во себе? Која емоција? Па не знам, јас многу вешто кријам емоции, искрено. Така да сега моментално се соочувам исто така со еден тежок период во мојот живот и гледам дека јас воопшто не плачам и не знам се, мислам, некако не ми е природно тоа, али мислам дека тие емоции мене ме стигнуваат баш касно и тогаш ме катастрофа. Али углавном многу добро можам да кријам емоции, тоа некогаш е добро, некогаш не е добро заради тоа што тоа се собира и на крај може да настане многу поголема ситуација. И тоа е. Да, долго те немаше на социјалните медиуми, кажа дека имаш некои приватни проблеми, да кажеме семејни проблеми. Да. Кога ќе, не знам, кога ќе го откриеш тоа на другата публика која што те следи?
Па искрено се уште не сум спремна да зборувам за тоа, затоа што се работи за болест на една моја многу блиска личност, така да кога ќе заврши се тоа, јас се надевам дека ќе заврши со позитивен исход. Тогаш мислам дека ќе зборувам затоа што се уште јас не сум спремна да го прифатам самата со себе, не можам ниту да го представам на јавност. Се надевам дека се ќе биде во ред и фала ти премногу за ова прекрасно интервју. Фала ви и на вас, Марија, председател, да те пофалам, прекрасна си и предобра водителка. Фала ти премногу, истоите. Вечерва на овој спектакуларен настан од убавено здравје го имаме со нас Давид Давидовски Ајкон, по професија новинар. Здраво, Давид, како си? Здраво, Стефан. Одлично се чувствувам прекрасно во твое друштво, така да прекрасна атмосфера на убавено на здравје, им посакувам многу успеси. Одлично се чувствувам, ла. Како ти се допаѓа организацијата на овој евент од убавено здравје? Прекрасна организација, можам да кажам дека е рама до рама со сите светски организации. Од каде е твојата инспирација за твојата маска вечерва? Инспирацијата за мојата маска е многу банална, затоа што во последен момент ми текна да купам маска од многу обврски, од многу професионални ангажмани кои што наскоро ќе бидат видливи во јавност, заборев дека треба да се купи маска и најдов маска на најбрзото место што може да најдам, а тоа е пазар. Маската кој што сум без денари. Посекако изгледаш одлично. Дали мислиш дека луѓето кога се под маска се осеќаат послободно? Да, верувам дека да. Се чувствуваат послободно кога се под маска. Дали тоа е во случај со тебе истото? Не, јас сум еден ендемски вид човек кој што за жал не е адаптиран на мојата личност за Македонија, затоа што во Македонија повеќето личности носат маски, односно нели се дволични. Јас сум човек кој што сум познат по својата искреност, така да мене маска не ми треба, јас можам да зборувам и без маска. Можам да се согласам со тоа. Од каде ја црпиш твојата инспирација и твојата... Женска и ти ке... Најакото што нема ни пипнаш, најакото. Продолжи. Која е тајната на твојата самодоверба? Тајната на мојата самодоверба? Вау, какво интересно прашање. Честоста која што ја гаам во себе во ово општество во кое што владат хиени под знак на наводници, општество во кое што владае хипокризијата како карактеристика на човештвото и честоста ме краси како човек, затоа се гради таа моја голема самодоверба. Кој момент од твојата кариера ти е најдрагоцен до сега? Па, искрено најдрагоцен е кога на 20 години, прв во далечната 2022 веќе година, прв создадов YouTube емисија, кога имаше буквална абстиненција на емисии во Македонија, зборам телевизиски емисии, кога телевизијата сепак беше нагледан медиум, јас бев прв на YouTube кој направи вистинско најбогато ток-шоу прв и после мене се наредија овие другиве. Тоа е можеби љубовта која што ја гаам спрема Македонија, спрема мојот народ, спрема македонската естрада и што сум ги донел најголемите македонски звезди во моите 3 до сега емисии кои што сум ги направил. Како што е познато, за сега твојата емисија Давид на прва е во стагнација. Дали може ни откриеш која е причината поради тоа? Да, затоа што сопственикот на телевизијата без одредена причина ми ја тргна емисијата, така да поздрав до сопственикот на таа телевизија. Не ја знам причината искрено зашто ја тргна, но само знам дека изгуби голем рейтинг. Дали повторно ќе се вратиш на каналите за емисија и дали ќе продолжиш со таа професија? Па види, јас по професија сум дипломиран новинар, така да јас и да сакам и да не сакам од тоа живеам, јас живеам од новинарство. Така да, ќе се вратам наскоро, можеби не на некој одреден телевизиски канал, затоа што можеби ќе имам свој телевизиски канал наскоро. Дали тоа Давид крие некоја тајна што треба да ни открие? Да, Давид крие тајна која што за жал сега нема да ти открие, но ќе ти открие дефинитивно, можеби се надевам пред нова година или после нова година ексклузивно за Hype TV ќе откријам голема тајна која што можеби ќе биде зенит на мојата кариера. Ти посакувам многу среќа што и да планираш. Која е најсрамната ситуација што ти се случила во јавност? Многу срамни ситуации. Срамни ситуации моментално сега слушам. Довикувања од луѓе, безобразни луѓе се буткаат. Срамни ситуации, например, многу често знам да се сопнам. Значи на прв пат да се сопнам, да сум паднал во јавност и тоа ми било голем срам. Сум пратил погрешни слики на погрешна особа. Тоа ми било голем срам во животот. Тоа.
Во ред, Давид, ти благодарам многу за твоето внимание. Зашто не ме прашуваш дали сум заљубен сега пред нова година? Епа, тоа е одлично ако може да ни откриеш. Давид, дали си заљубен? Шлагворд, нели, ново интервју. Апсолутно и тоа многу. Дали може да ни откриеш во кого? Па, ќе откриев да ако се работеше за јавна личност, но не се работи за јавна личност, се работи за личност која што е прекрасна особа, но не е дел од естрадата, од јавниот свет. Многу ми е мило за вас, Давид. Ти посакувам среќа во кариерата. Можем да открием дека последната буква се вика А. Последната буква од нејзиното име завршува на А. Сега вие имате простор да погодувате. Па не може да имаат простор, затоа што сите женски имиња завршуваат на А. Во ред, Давид, фала ти многу. Фала ти на тебе. Октай, најпрво да ти кажам дека вечерва изгледаш феноменално и добре дојде. Благодарам многу на убавите зборови и фала на Hype TV. И денеска ти не носиш маска, ева да те прашаме тебе, дали мислиш дека луѓето кои што не носат маска или тие кои што носат маска сака да прикријат нешто кон себе? Не, затоа што имам маска, ме ја заборев. Добре, ева да те прашаме, што ти инспирираше да носиш вечерва таа маска, иако сега не ја гледаме можда? Тематиката беше нели со маска и затоа. Иначе немам такви мисли, као се криеме пози маски, не. Луѓето и без маска се кријат, така да нема потреба од маска. Кажи ми најбитно од тебе ми е да знам, дали инфлуенсерството е некоја игра на собирање на лајкови или пак лично си го правиш за тебе, затоа што тоа те интересува? Не, јас го правам онака буквално со огромна мотивација, со огромна желба и не го правам за нијна цена, што се вика, или пак не знам за лајкови, нема врска. Кој ти инспирираше најмногу да почнеш да се занимаваш со инфлуенсерство? Тоа што нели моната ми е прва пасија, после тоа нели мојата професија, така да викам зашто да не покажеме, зашто да не видат како треба да се носи или пак ете пример да земат кој како сака, нели. Тоа ми беше целиот мотив. Освен инфлуенсерство, твоја професија е и фризурата. Да кажеме, каде се гледаш најмногу? Дали повеќе се гледаш кон инфлуенсерството или пак спрема... Нормално дека јас имам моја професија, си ја сакам, си ја ценам и тоа е се што ја имам. Мислам, многу ја сакам и значи тоа е нешто што ме држи на нозе и што ме води. Ова ми е секундарно као. Дали си блокиран за нова година? Од сега све е блокирано, тоа си викам, боже, викам како не направи простор малце да живнам јас затоа што треба ми ја да славам нова година. Ама окей, само така нека и посакувам се најубаво. Искрено да те прашам, патуваш многу често. Гледаме дека константно патуваш, ставаш премногу сториња. Дали на еден начин се гледаш тоа некако да избегнеш од вистинскиот свет и да отидеш на патување да заборавиш на све или пак? Да, тоа ми е издуван вентил као, кога ќе направам, кога ќе оставам дека ми е брнов као од работа, од луѓе, од све, од околинава, си викам чекај, дај си 2-3 дена, следи се и врати се со најаки сили. И така испаѓа секогаш. Ем по мотивиран сум, ем по желба за работа, желба за средување и све, затоа што надвор не само што патувам, многу учам. Кај што ќе седнам, кај што ќе има луѓе, обавезно пратам што како се облечени, како седене, коса, шминка. Тоа ме мотивира, тоа ми дава ако можам нештото да го донесам од надвор тука и ете да го представам кај моите клиенти. Денеска доби награда, би сакала да им кажеш на нашата публика што е таа награда што вечерва ја доби? Оваа награда е инфлуенсер фешн, бидејќи како што кажа ти, пасија ми е фешн, мода. Ја добив таа награда, благодарам на Убавина и здравје што ја додели оваа награда. И се надевам дека и во идните години наредни ќе има многу други луѓе кои ќе го добијат ова, затоа што убаво е да учиш, убаво е да се надоградуваш и убаво е да се пронајдеш себе си. Дали мислиш во Македонија дека има повеќе жени инфлуенсери и дека малце не достигаат мажи инфлуенсери? Да, има многу женски инфлуенсери, да, машки многу малце се, но ете, се буди свеста и мислам дека има повеќе. Каква мотивација би им пратил на едни машки да почнат да се бават со инфлуенсерство? Па, нека не се откажуваат, нека не се срамат, бидејќи нема нешто срамно, не постои род. Тоа го кажав и во претходните мои интервјуа, не може да има род за некоја работа, затоа што ти тоа го правиш од душа, од желба и не може да постои. Зашо да постои? Прави го тоа што го сакаш, никој не може да суди, никој не е повреден само од себе и од твоите желби. Толку. Исто така би сакала да те прашам дали имаш некои планови во иднина, нешто што никој не знае за тебе. Дали може да ни... Имам многу планови, ја без план не живеам. Имам многу goals, али не можам да ги откривам бидејќи ќе видите сите. Бидете со мене, тука околу мене, сега го сте, ќе видите, ќе споделам се. Ти благодарам премногу за искрени. Благодарам на вас и пресладка си. Симона, најпрво да ти посакам добре дојде тука и да ти кажам дека вечерва изгледаш феноменално, верувам дека ова е и твоја креација. Да, баш така. Фала ти премногу на убавите зборови и на поканата да видам тука. Моја креација, дефинитивно.
Што друго ти кажам? Најпрво да те прашам што те инспирираше вечерва да носиш токму таа маска и да бидеш облечена баш во оваа боја? Оваа маска има посебна приказна барем за мене, затоа што пред некој месец за секоја година правам роденденско видео и баш пред некој месец правевме пак такво роденденско видео и целата приказна беше со една вила, беше снимено на ранч и баш не добив прилика тоа што таа маска така да ја износам некаде и кога видов дека е тематски настан, јас знаев дека ова мора да го носам и баш така и направив маската да се одговара со чипката која што веќе има на фустанот. И баш тоа ми беше и пораката, баш се осеќам мистично како вила, буквално беше издваков проектот што го правевме за роденденот, комплетно се поклопи. Сакала да те прашам што ти мотивираше тебе еве да започнеш да се бавиш со инфлуенсерство? Па мене ме баш мотивираше тоа што во тој момент убавено и здравје баш да ги пофалам и уште ова прилика да им се заблагодарам со тоа што нудеа баш голема поддршка, мотивација баш со ваков вид на настани и спонзорства, PR пакети и се друго што е потребно да се мотивираат младите да снимаат и гледам дека секоја година напредуваат и одат се подобро у таа насока, така да баш ми е мило, они беа голема мотивација за мене баш ваков настан кој што победи пред 2 години и од таму почна мојата приказна ствари. Можеме да кажеме дека освен инфлуенсерството ти се занимаваш и со модни креации, а исто така и со медицината. Во која сфера најмногу се пронаоѓаш? Па, првенствено се пренаоѓам највеќе во медицината, поради тоа што тоа ми беше желба уште од мала и работам на тој животен сон кој што знаеме дека се надградува бесконечно, можеме цел живот да учиме и нема да биде доста од медицина. Така да морам да кажам дека првенствено и најголем фокус ми е медицината, иако има некој жар во мене за снимање и за мода, за кој што секогаш барам време и се надевам дека и правам нешто што ќе ги мотивира и другите. Покрај медицина, да се бават со нешто што им го исполнува срцето, затоа што медицината може многу лесно да те кутне во спирала, од која што нема излегување, така да на сите медицинари им посакувам по некое хоби или било што за занимација, исто како што имам и јас. А на инфлуенсерите што би им препорачала? Само да снимаат, да креираат, јас обожавам да гледам што не имаат се повеќе и повеќе и само посакувам да растеме, да ствараме се покреативна содржина, баш би ми било мило да не гледам и у поголем број и да учиме се повеќе и повеќе. Тоа е мојата желба. Да те прашам во врска со креациите, гледам дека прекрасно ги правиш, прекрасно и ги рекламираш. Дали колку креации успеа да направиш и да продадеш оваа нова година? Јас не го ни бројам тоа, затоа што у секој момент кога и да стигнеме да одговориме на пораки, да направиме, ние правиме, затоа што сепак до некаде сме лимитирани со тоа што јас го организирам целиот процес, а со оглед на тоа што имам и други обврски околу факултет, се трудам и давам се од себе. Еве сега за Султана што победи и честитам му оваа прилика, го правевме фустанот и буквално го направивме за 3 дена. И углавно така и се трудиме да постасаме. Секоја порака, секоја желба што ја добиеме, се трудиме најдобро што можеме и во најкраток можен рок да ја искреираме, а за бројка стварно сега не би можела да дадам. Фала ти премногу за искрените одговори. Уште еднаш да ти кажам, изгледаш прекрасно и се гледаме во наредна прилика. Фала многу, исто и ти, и се гледаме. Тија најпрво да ти кажам дека денеска прекрасно изгледаш и ти мислам дека си ева да кажеме од тие што не носат вечерва маска, дали мислиш дека луѓето под маска се чувствуваат некако послободни? Не знам, зависи од луѓето, претпоставувам. Јас никогаш не носам маска, како ни во животот, така и вечерва. Искрено, малку и казно се информирав дека ова е нешто под маски, така да се решив да студирам како што сум си. Секако преубаво изгледаш. Сакала да те прашам за почетоците на твојата кариера. Кој најмногу те мотивираш? Па дефинитивно семејството. Татко ми, мајка ми беа најголема поддршка и се уште мислам до ден денес. Моите почетоци беа доста одамна, јас како дете почнав да пеам, но Златно Славече беа моите почетоци и да, дефинитивно цел живот ми е семејството најголема поддршка. Би сакала исто така да те прашам дали припремаш некоја нова песна во блиска иднина? Ова знаеш, за тоа ме прашуваш. Се разбира дека да, и тоа излегува за ептен брзо, не знам кога ќе иде прилогов, меѓутоа наредна недела би требало веќе да иде премиера на мојата нова песна. Така да ќе се испромовираме и ќе си направиме за тоа муабет повторно. Едва и чекам искрено, многу интересен проект. Видеото е сосема различно од се што сум работела до сега. Буквално снимивме филм. Така неискромно да кажам, голем поздрав до Никола Наумовски Колјо, кој што го работеше спотот и едва и чекам да видите што сме ви спремила.
Сакала да те прашам дали можеш нешто да ни откриеш, дали станува збор за побрза песна, поспора песна, дали има некој денс, нешто слично? Да, песната е побрза, дефинитивно, меѓутоа е за љубовна приказна и сподата е љубовна приказна. И е лична приказна, што ми се има дезано. Така да. Тоа е најбитно, значи го очекуваме максималното од тебе. Па како и сите песни што давам јас секогаш дел од себе во нив, бидејќи секогаш сум дел од авторскиот тим, така и во ова, и тоа баш нешто што сега скоро ми се има случајно би рекла. Дали ти имаат букирано негде за нова година? Еве сите ги прашуваме, сите се букирани, знаеме дека си букирани ти, ајде да ја откриеш нешто на публиката. Искрено во преговори сум за 2 месеца, тоа не би да откривам каде, меѓутоа се разбира дека да, овој период кај нас секогаш е така малку подинамичен, знаеш декември дека е вообичаено и таков како што е, немам баш време за приватни работи месецов, меѓутоа бар професионално е супер. Секако многу ми е драго кога пееме, посебно затоа што периодов е да имаме многу нова музика и да чекам кога моја музика изведувам вака на моите настапи. Каква си ти еве кога ќе се изгласат светлата, камерите, едноставно каква си ти дома? Ненормална. Не, се зезам, иста сум, искрено иста сум, како што стареам и стозревам, станувам се поискрена во се што работам и во приватниот живот и во јавниот и во секој сум брутално искрена. Некогаш тоа на некој му одговара, некогаш не му одговара, ама секогаш сум своја. Фала ти премногу за искрените одговори и доаѓаме да снимаме секако за песната. Едва чекам искрено, едва чекам да чуе и публиката и вие што сум ви спремила. Мене имаше некое време годинава мислам јас си бев присутна со други проекти, меѓутоа со авторска музика не сум извадила ништо од Сатурн со Таско. Со Таско имам уште еден проект кој што требаше да излезе, меѓутоа малку се одложи ради некои работи, меѓутоа иде тој многу наскоро. Спремам многу песни, ова е само првата од тоа што следи и едва чекам да си направиме муабет на музички теми. Еве додека сме тука, исто така би сакала да те прашам уште едно, еве ова ќе биде последно прашање, ветувам. Дали на Македонија фали македонска музика? Мислам дека моментално баш сме во подем како музичка сцена, имаме многу музика и многу квалитетни музички имиња и нови и постари, така да не фали музика, би фали можеби повеќе поддршка и од медиуми еве како вашиот и од публиката. Инаку мислам дека музика почнува да има се повеќе и се поквалитетна. Ти благодарам премногу. Фала ви на вас за убавиот муабет. Добре дојде и да те прашам како се чувствуваш денеска на овој евент? Добро ве најдов, прекрасно се чувствувам на овој евент, искрено има премногу луѓе и многу добра атмосфера, така што браво и мислам стварно само пофалби за убавина и здравје, како и секоја година нормално. Сакала да те прашам што те инспирираше денеска да облечеш оваа маска на тебе? Па бидејќи носам црно, искрено сакав да има некој контраст, па ми се допаѓа како е организирано ова и овој дрес код, така што само пофалби за вакви идеи. Ако можеш еден ден да бидеш анонимна, што би направила? Ако можам да бидам анонимна, леле, сигурно би купила карта негде за патување и мислам без да треба да платам и би отишла негде на неколку дена да одморам малку. Кој момент од твојата кариера ти е најдрагоцен досега? Па, искрено, мене сите настапи во живо ми се најважни, најдрагоцени, бидејќи тогаш ја делам енергијата со публиката, така што секој настап во живо ми е за мене најдраг, дефинитивно. А вака да те прашам, што ти инспирираше тебе да започнеш со музика? Па, искрено, тоа од секогаш сум го сакала, буквално нема нешто што ме поттикнало, туку едноставно само по себе си дошло тоа, бидејќи уште како мала сум си потпевнувала, сум сакала тоа да го правам и фала му на Господ што еве имам прилика тоа денеска да го работам и да биде моја професија. Дали имаш планови сега во иднина со еве на пример со вадење на нова песна? Да, секако дека имам планови за нова песна, само што овој период имав мал застој бидејќи имав некои други обврски што беа надвор од музиката, така што спремам нешто, се надевам дека за кратко ќе излезе. Исто така би сакала да те прашам, оваа нова музика сега што ја припремаш, твојата нова песна, дали ќе биде некој мелодичен, динамичен ритам или пак ќе биде некоја поспора песна? Па нема да биде поспора, бидејќи сега ќе преферирам малку побрзи песни да вадам, така што ќе оставам да видите на времето. Дали е потешко за македонците некако да се најде некој дел, некој да може да ги подгурне?
Па искрено мислам дека треба да има поголема поддршка за македонските артисти, бидејќи некако ние се тоа само иницијативно си го правиме. Од прво дали од финансиска помош, дали да има повеќе платформи каде што ќе може да се пласира нашата музика, бидејќи многу луѓе ја немаат и слушното, бидејќи немаат достапност до истата, освен еве да речеме дали на YouTube или некои радија кои што се многу малку и благодарение и на нив може да се пласираат некои песни. Така што мислам дека дефинитивно ни треба поголема поддршка и можеби ете да се гледа се пласира повеќе македонската музика отколку нечија било друго. Точно. Фала ти многу за искрените одговори и се надевам дека повторно ќе гостуваш. Фала ти многу и на тебе, прекрасно си преубава си вечер. Фала. Нас го имаме Филип Петровски, нашиот познат моден инфлуенсер. Здраво Филип, како си? Здраво Стефан, добро ти, како си? Одлично сум јас, фала на прашање. Како ти се допаѓа овогодишниот настан на Убавена и здравје? Искрено интересно е, пошто е нели под маски, пак ќе кажам, многу убави ми стојат на сите маски, бе. Така да многу интересно и треба почесто да има вакви идеи за било што, не само за овој настан како настан, него општо. И друга година и по друга треба цело време да има вакви некои интересни ствари. Моментално приметувам дека ти немаш специфична маска, но претпоставувам дека твоите очила се твојата маска на вечерта, како и твојот извонреден стил. Така, да, јас одлучив да носам вакви научарчиња, нешто поинтересно да биде наместо маска. Сепак неќам нели да се скривам толку, пошто ипак имам и некоја мала фаца, со маска би се покрил скроз. Така да скроз со стил да ми иде вака. Дали мислиш дека луѓето под маска се чувствуваат послободни? Па мислам дека да. И затоа кажам со причина дека на некои луѓе многу им стојат маски, пошто баш тие се кријат цело време зад некоја си маска. Така да потврдено е. Значи одговорот е двосмислен. Па и потврден и двосмислен нека биде. Сите ќе се најдат у тоа. Ако можеш еден ден да бидеш анонимен, што би направил? Анонимен. Не знам, јас би го искористил тоа за дефинитивно да одморам. Буквално да одморам од социјални мрежи, од работа, од све. Онака да се исклучам скроз. Негде, било каде, само да бидам сам и да уживам малку со себе, сам со себе. Кое место би било идеално за одмор? Па нека биде некој остров, не е битно каде, само остров да биде. Кој момент од твојата кариера ти е најдрагоцен до сега? Можда лани. Можда лани и 2018-та. Крај на 2018-та, пошто тогаш почнав со Инстаграм, тогаш го отворив Инстаграмот и тогаш почнав онака баш се да иде како што треба. Тој период. Имаш многу добар стил. Од каде ја црпеш инспирацијата за твојот стил? Ти благодарам. Инспирација па и немам, некога гледам да комбинирам некои парчиња што знаеш, онака ќе ми стојат. Али секад стилот ми го вадат накитот на очарите или патики кондори што и да е. Тоа дефинитивно се мој фаворит, нели? Што е тоа што фановите би се изненадиле да го дознаат за тебе? Дека имам двајца браќа и една сестра. Филип, дали си заљубен? Па сите сме заљубени, така да дали има некој или нема, секад мислам дека сме заљубени. Која е најстрамната ситуација што ти се има случајно во јавност? Во јавност нема, ама ми се има десено по група да пратам погрешка гола слика од мене тоа на работа со сите таму. Мислам многу незгодно, тоаш мислам дека пропаднав у земја скроз гола. Само прстен. Која е тајната за твојата самодоверба, Филип? Тајна? Па не знам, јас сум таков човек пун со енергија, кога ќе станам јас секад сум онака, се е окей, се е добро. Така да немам некоја посебна тајна, него сум таков енергичен и цело време фул со енергија. Нема некоја тајна тука околу тоа. Во ред, Филип, фала ти многу. Ти благодарам многу. Кажи ми кој момент од твојата кариера ти е најдрагоцен до сега? Најдрагоцен во мојата кариера, искрено секој миг ми е драгоцен, секоја свирка ја уживам, секоја забава ми е посебна и се трудам да дадам на секоја забава енергија. Не можам да издвојам, ама можам да кажам дека да дојдете слободно на некоја забава од викендивен што следуваат, мислам дека нема да се покаете. Дали припремаш некои нови проекти во блиска иднина? Да, веќе компонирав
околу 30 мои нови песни со мои текстови, мој аранжман, моја музика. Тука има многу голема помош од мојот гитарист, моментално Ангел Арсов. Он исто има доста негови песни, доста негови мелодии, пишувани од најразлични негови пријатели, другари. Исто и тој пишува текстови и музика. Кажи ми, кој си ти дома? Кога не си на сцена, кога не се занимаваш со музика, кога не си едноставно кога не си пред малите екрани. Како изгледаш ти и што би можел да ни откриеш во врска со тоа? Па искрено дома можам да кажам дека јас сум нерд. Најверојатно сум нерд. Многу често седам пред лаптоп, многу често си куцам код. Тоа ми е примарна работа, музиката ми некако полека ми станува пред програмирањето, али не си го оставам. Дома си седам пред лаптоп, исто така гледам доста да се фокусирам и околу креирањето на целата музика и тоа го правам пред лаптоп. Инаку можам да кажам дека уживам во спокој со семејството, уживам во тие фамилиарни ручици, уживам со најблиските кога поминувам време, можам да издвојам неколку луѓе со кои што сакам да можам да поминам цел ден без да ми досади, без око да ми трепне. И генерално тоа, со фотографија исто така се занимаваме со бизнисот на брат ми. Се трудиме секој момент да го искористиме да биде пред објективот и така. Ти се занимаваш со многу работи, со програмирање, фотографирање, музика, но која од сите тие работи ти е најдобра, најмногу се пронаоѓаш, каде ти е првичниот план? Па ти кажа само 3, јас можам да ти набројам уште 4-5 со кои што се занимавам. Инаку професор сум во средна школа, сега во мала пауза. Исто така имам приватна школа за програмирање, исто така занимавам со дизајн, се занимавам со маркетинг, со уште неколку други бизниси и инвестиции, али искрено можам да кажам дека музиката највеќе си ја сакам и дека највеќе ме полни со позитивна енергија, а ме исфрла онаа негативна енергија од мене и така некако си ја засакав и ќе го работам тоа, мислам дека додека не ми скисне, а тоа може нема да ми скисне цел живот. Која е инспирацијата за твојата маска вечерва? Изгледаш одлично. Ти благодарам, па немав нека посебна инспирација, најискрено. Многу ми беше тешко дори да најдам маска и да ја искомбинирам со фустанот и среќа некако се искомбинира перфектно, али немам некоја посебна инспирација. Како ти се допаѓа евентот оваа година на Убавена и здравје и што мислиш за темата со маските? Искрено тоа е многу интересен потек да кажам, затоа што знаеш сите имавме некоја задача да направиме за да дојдеме на евентот, да кажам нели маски да најдеме нормално и оваа година гледам дека е стварно преполно. Можам да кажам дека досега можеби е најполно. Мило ми е што многу нови инфлуенсери имаме на сценава, што сето тоа и Убавина и здравје ни дозволуваат да го истакнеме, да одиме понапред и организираат вакви евенти, да се запознаеме, малце публицитет да добиеме и така. Дали мислиш дека луѓето под маска се чувствуваат послободно? Па, можно е, да. Јас искрено заборавам дека имам маска на мене, но одредени луѓе претпоставувам дека што има така некои моменти на слабост или не знам како да кажам, можеби да има маската момент каде што би се осетиле посигурно. Каква е моменталната ситуација на музичкиот план и што може да очекуваме во иднина? Па, тоа прашање најчесто сите го поставуваат за мене. Не планирам да се насочувам во таа насока повеќе. Повеќето како што знаат се верив и пред брзо време и се омажив, официјално сум во брак. Следна година свадба, нели нормално, затоа и не се презивам веќе Зунзуровска, тоа ми беше правилното презиме. Сите ме препознава, но одлучив да го сменам цел идентитет и едноставно насоката на животот да ја променам целосно. Што може да очекуваме следно од Благица и во која насока ќе одиш со животот? Најискрено сега работам на себе, на мојата иднина, на моето семејство кое што здраве Боже треба да го створам. На јавно поле не може да се очекува многу од мене, може само да се очекува мојот Инстаграм профил малце на повисоко ниво да се крене околу реклами, околу нели соработки со секакви брендови. Така да сега е тоа максимумот што можам да го дарам од себе, па понатака нели животот си ги носи работите во својата насока каде што сите треба да одиме нели и планирам да биде малце подискретно тоа. Гледаме дека на Инстаграм имаш одличен контент, од каде ја црпиш својата инспирација?
Па најискрено во моментот кога ќе добиам било каква понуда за соработка, одма ми текнуваат идеи, ми се нафрлаат некако во глава и само барам некој простор или било што за да ги реализирам. Која е најсрамната ситуација што те се има случено во јавност? Леле, па не знам, најискрено не памтам нешто да ми се има случано такво, општо се пазам многу од такви работи и одбегнувам некои јавни такви ситуации. Може да се каже порано на YouTube кога снимавме како јутубери или некои драми што се правеа, тоа е кај мене само. А што е тоа што фановите би се изненаделе ако го дознаат за тебе? Па најверојатно тоа дека сум во брак, кој што веќе го открив, пошто многумина не го знаат, да ние следна година ќе правиме свадба, ама годинава си официјално си го сменив презимето и се, така да ете, тоа е нешто што најверојатно повеќе да не го знаат. Во ред, фала ти Благица многу. Фала и на вас. Прва со нас е Христина Ѓоргиева, младата модна креаторка. Здраво Христина, како си? Здраво дечки, се осеќам супер, како и секоја година едно прекрасно искуство со убавина и здравје. Како ти се допаѓа оваа година евентот на убавина и здравје и темата со маските? Мислам дека е сосема нешто ново и многу ми се допаѓа идејата, многу е уникатно, многу е спектакуларно и мислам дека вакви евенти многу повеќе треба да се случуваат во Скопје. Од каде е инспирацијата за твојата маска? Искрено нема инспирација. Ова маска ја најдов сосема случајно кај мене во мојата работа, дека никаде не можев да најдам маска, нема време за правење лично своја маска некоја која ќе ми се соспаѓа со мојот аутфит, али сепак црно со црвено, тоа ми се две омилени бои. Изгледаш одлично. Дали мислиш дека луѓето под маска се чувствуваат послободно? Па, од прилика сега не би сакала да звучам 100% сигурно, али знајајќи го самиот вајб и луѓето во Скопје, мислам дека се чувствуваат послободно под маска. Дали ти се чувствуваш послободно? Не, едве чекам да ја соблечам, искрено многу послободно се осеќам без маска. А која е тајната на твојата самодоверба? Се сакам себе си, се сакам каква што сум, многу сум праудна сама себе си во каква личност имам пораснато. Особено знам дека тинејџерката Христина е многу самоуверена и сигурна во личноста која порасна, а тоа е денеска јас која што сум. Имаше бројни ревии на Fashion Week. Дали може ни откриеш нешто за твојата нова колекција и што може да очекуваме од тебе наскоро? Фала ти на прашањето, многу ми е битно. Сега не би многу да кажувам, ама сепак не можам ни да чувам само во себе си. Ова е една од најперсоналните теми што ќе ја правам сега за месец дена, тоа е во јануари ќе објавувам. Тоа е тема која е инспирирана од уметноста, мојата прва љубов. Дека за оние што не знаат, ја завршив за сликарство, тоа ми е пред се нешто најоно што сум јас, како да кажам, тоа сум јас сум уметник пред се, после сум моден дизајнер. Темата е инспирирана од Ренесанса, тука ќе имаме 15 дизајни кои се инспирирани од женски фустани, со многу едноставни, елегантни, базични корсети, сукњи, со велови, со капи, со модни аксесоари. И на секој дизајн ќе имаме избрано по една ренесансна слика од Систинската капела во Ватикан и галеријата Уфици во Фиренца. Од каде ја црпеш инспирацијата за твојата работа? Инспирација црпам од мали некои работи кои што ме исполнуваат секој ден. Тоа се филмови, музика, литература, историја, готика, такви некои мали работи. Мада мислам дека и од мала сум си едноставно креативна, можам да пронајдам креативност во било што. Дали се осеќаш успешно во твојата кариера и дали мислиш дека го имаш постигнато врвот или мислиш дека се уште не? Апсолутно не, врвот е, јас мислам, уште многу испред мене и мислам дека со време ќе го постигнувам уште, мада секако презадоволна сум со тоа што го имам постигнато до сега и за самите години и за самото место кај што се наоѓам, стварно сум многу задоволна. Која е твоја некоја крајна цел што сакаш да ја достигнеш во твојата кариера?
Уште од мала замислувам дека ќе достигнам некој врв на модната индустрија, дека ќе достигнам популарност, светска слава, дали тоа ќе биде да бидам моден директор и главен директор во некоја друга модна куќа или ќе бидам едноставно главен дизајнер во моја лична куќа, да достигнам некој врв на препознатливост, на популарност, на работа, на креативност, потоа да си се повлечам од работата и да си живеам во своја вила со мојата фамилија, кое што сакам да се остварам, и да си работам на сликарството. И за крај, дали Христина е заљубена? Не, заљубена сум во сама себе си, заљубена сум во животот, во уметноста, во тоа што го работам. Ти благодарам, Христина. Фала ти на тебе. Thank you.